Почитувани гледачи, задоволство ми е да ви посакам добар ден или добро утро. Ова е новото издание на 24 од се срце, емисија на 24 вести во која што добивате редовно совети поврзани со вашето здравје. Денеска ќе зборуваме на тема која што во последно време стана особено актуелна благодарение на постоењето на едно здружение. Верувам дека доколку ги следите на Facebook, навистина ќе видите дека се особено активни и успеваат во она што го зацртаа како цел на почетокот на постоењето, односно подигнувањето на јавната свест и информирањето на нас, на општата јавност, за сите оние податоци, детали и проблеми со кои што се соочуваат луѓето кои што имаат дислексија и секако информираат буквално се што би требало да знаеме за дислексијата. Токму председателот на ова здружение, не го споменав само името на здружението, тоа е Здружението за дислексија Ајнштајн. Председателот на ова здружение овде денеска во студиото со мене Дамјан Николовски. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Предпоставувам дека ви е задоволство да им кажеме на гледачите и колку постои здружението, кои се сите активности кои што досега ги поминавте, какви беа искуствата. Јас споменав дека сте особено активни на Facebook, оние кои што можеби не биле на некои од настаните кои што ги организиравте, сепак доволно и преку Facebook да се организираат за да дознаат нешто за дислексијата. Секако. Би почнал од пред еден месец направивме 2 години од формирањето на здружението. Од самиот почеток активно ја водиме кампањата за подигнување на јавната свест. Меѓутоа, 1 година работиме физички, јас и моите колеги, на многу поголеми проекти од само Facebook кампањата која што се води. Во изминатата 2015 година се организира 4 семинари насловени Дислексија, пристап, форми и методи, кои што беа информативни семинари, на кои што учество зема околу 400 граѓани, најголем дел од нив беа наставници. Така. Веројатно наставниците се онаа група клучна кон која што сакате да се насочите? Токму така, наставниците се онаа клучна алка во целиот тој синџир, бидејќи тие се тие кои што први треба да препознаат дислексијата кај учениците, па потоа да пренесат на родителите дека можеби некој детенце има дислексија или некакви потешкоти во учењето. Така. Во едно претходно издание на оваа емисија, пред помалку од 1 година, зборувавме, освен со вас, во студиото друштво ни правеше и Катина Иванова, нашата позната актерка, која што исто така го сподели со јавноста преку вашето здружение и преку 24 вести тогаш дека и таа има проблем со дислексијата и за тоа како открила, како дознала, како ги надминувала сите тие потешкоти. Тогаш зборувавме за процесот на образование, еве сега повторно се навраќаме на тоа зошто е важно во образованието да се открие дислексијата. Споменавте дека не постои обука која што наставниците би ја поминале за да можат да забележат дислексија кај некои од дечињата во нивните оделенија. Обука. Некако малку е тежок тој збор за самите наставници, дополнително да се обучуваат за дислексија. Дислексијата не е состојба која што е тешко да се препознае, посебно во на рана училишна возраст. Кога веќе индивидуата е постара, тогаш можеби има изградено механизми кои што ја прикриваат дислексијата, но во раната возраст е лесно да се препознае. Меѓутоа, главниот проблем е тоа што наставниците не се доволно информирани за оваа појава, затоа што при нивното студирање немаат предмет дислексија. А е појава која што е застапена според истражувањата кои што ние ги направивме како здружение, некаде кај 15% од населението, што е многу голема бројка. Така, секако голема бројка. Јас би им споменала на гледачите, веројатно можат на интернет добро да се информираат кои се сите тие познати дислексичари кои што едноставно немаат проблем со дислексијата, да живеат еден сосема нормален живот, бидејќи дислексијата не е нешто што треба да ги разликува од останатите. Би ги споменала оние навистина легендарни имиња Леонардо да Винчи, Винстон Черчил, Моцарт, Ханс Кристијан Андерсен, Бетовен, доколку некому овие имиња од временска дистанца можеби му делуваат премногу далечни, ќе ги споменеме сепак и Стив Џобс, славниот основач на Apple, актерот Вил Смит, Киану Ривз, Том Круз, Роби Вилијамс и славниот готвач
Джейми Оливер, кои што едноставно не можеме воопшто да забележиме дека некогаш имале проблем со дислексијата. Ја споменавме Катина Иванова. Можеме да им посочиме некои од нашите домашни славни личности познати во јавноста кои што имале исто проблем со дислексија? Дислексијата кај нас за жал се уште е табу тема до некаде. Меѓутоа ете како што Катина покажа храброст да зборува отворено за тоа. Мислам дека тој процес се предвижува, така на претходните 2 семинари наши зборуваше Бодим Попов, кој што е музичар во групата Бета Хаус, како тој се соочувал со дислексијата во текот на животот, кој што воедно дозна дека има дислексија благодарение на нашето здружение пред година и пол. Така, до сега не сме били исконтактирани од друга позната личност од Македонија, иако мислам дека веројатно тој период ќе следува допрва. Да, допрва треба да следува. Так. Катина, ќе поздравиме секако. Веќе ни правеше друштво во студиото, кажа дека за една актерка е навистина тешко она што останатите нејзини колеги го читале и го совладувале на читачките проби за филмовите или за представите кои ги подготвувале за многу брзо време, нејзи требало малку подолго. Можеме ли да зборуваме за личните искуства, можеби за на вашите пријатели, блиски, останатите членови од здруженијето? Како одеше сето тоа откривање на дислексијата? И се доведувавте ли во ситуации кога можеби некој ви наметнуваше дека едноставно вие сте поглупави од другите, помалку способни? Ајде ќе почнам вака од училишната возраст. Тотално несвесен дека јас станав свесен дека дознав дека имам дислексија пред година и пол. Од кога почнавме да работиме со здруженијето, така дознав. Во текот на животот, секогаш сум имал слаб успех во училиште. Секогаш ми викале, ту колку си интелигентен, ама колку си мрзлив. Се случувало да имам коментари, глупав си или не знам што. Меѓутоа сум имал добри наставници кои што ме убедиле во тоа дека сум интелигентен, меѓутоа ете ме мрзи. Сум си мислел дека едноставно ме мрзи да учам. Обично за дислектичарите се вели дека имаат проблем со социјалните врски. Сум го имал тој проблем на почетокот, меѓутоа потоа сум изнашол некоја стратегија како сето тоа да го се прави некоја заштита противставува. Така, тотално несвесно, значи на подсвесно ниво. Меѓутоа сум изградил таа заштита и стратегија за да можам да се вклопам во средината, кој што до ден денеска немам никаков проблем со тоа. Исто така имав среќа затоа што во средно училиште учев во турскиот коледж, па таму системот на образование е поразличен него во државните училишта и не осетив некој посебен проблем во школувањето таму, затоа што наставниците таму се вистински педагози. Па некако успеав. Сега тога дојде факултетот, каде што повторно се закочив во научење на памет, огромни книги читање кои што не може да ми влезат во глава, па се пречитуваат по 3 пати, 4 пати за да може да се истера целиот тој процес. Меѓутоа добро, се снаоѓам од кога дознав сосема случајно на едно патување во Србија, читав еден прирачник за студенти кои што имаат дислексија. Го направив тестот и ги читам прашањата пред да ми излезат резултатите и се пронаоѓам во многу од тие прашања. За на крај да ми испадне дека имам некоја форма на дислексија. Сите кои што беа со мене во возилото, им викам, ај направете го тестот да видиме дали нешто е утка дали тестот или да. Биле различни, така? Никој не се покажува ништо. И тогаш почнав да си го навраќам филмот наназад. Со какви проблеми сум се соочувал, како например до ден денеска лево и десно не знам која ми е. Кога полагав за кола, 5 пати паднав. За кола затоа што ми вика сврти лево, јас вртев десно, па последниот пат цела рака ишкртав со маркер црн десна, за да знам каде точно да свртам кога ќе ми кажа десно. Веројатно животот би им бил полесен на многумина доколку навреме открија дека имаат дислексија, побараат совет и помош, ако не од некој стручен, барем од некој кој што го поминал истото. Ќе направиме кратка пауза, ќе се вратиме веднаш по рекламите да им дообјасниме на гледачите што е дислексијата и како едноставно да се живее со дислексијата. Една од главните мота на Здруженијето за дислексија Ајнштајн беше јас имам дислексија, ништо страшно. Така некако, токму и така, можеме да насловиме оваа емисија. Гледаме реклами и се враќаме веднаш во студиото.
Празнична волшебна ноќ. Онаму каде што магијата постои, онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствуваја магијата во светот на вкусовите и сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници, Витаминка. Новогодишните магични моменти, незамисливи без вашиот омилен кабелски оператор. Среќни новогодишни и божикни празници. Телекабел. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид Скопје. Јас имам дислексија, ништо страшно. Едно, можеби главното мото на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Денеска разговараме со претседателот на ова здружение, Дамјан Николовски. Така некако и можеме да насловиме и оваа емисија, како што ви кажав предходно. Дамјан предходно зборуваше за неговото лично искуство, понатаму ќе зборуваме секако и за останатите искуства, доколку вие се јавите во оваа емисија и споделите со нас можеби лично искуство или искуство на некој ваш близок. Од овој момент телефонските линии се отворени за вас и слободно можете да не побарате. Го споменавме образованието. Можеме да се навратиме кон образованието, бидејќи веројатно, како што кажавме, животот на многумина би им се олеснил барем малку, ако ништо друго, доколку во процесот на образование некој им помогне да откријат дека имаат дислексија. Она што ми го споменавте пред да влеземе во ова студио е тоа дека наскоро ќе организирате едукативни работилници за наставниците. Така. Како ќе изгледа сето ова, еве да ги информираме и наставниците кои што не гледаат? Од искуството со семинарите кои што изминаа, наставниците сакаат практични примери. Така. Некако како низ практика може да помогнат на дете кој што има дислексија. Претходните семинари беа чисто информативни, затоа што мора да се помине оној процес да се дознае што е дислексијата, кои се симптомите и да може да се препознае, а потоа да се помогне. Се надевам дека од месец март веќе ќе почнат едукативните работилници кои што ќе се одржуваат низ територијата на цела Македонија. Така ни е првичниот план, па ќе видиме колку ќе успееме тоа да го изреализираме. Иако морам да признам дека сум прилично задоволен од интересот кој што го покажуваат наставниците за самата оваа појава, значи свесноста кај наставниците се зголемува многу, бидејќи нормално секој ден се со децата, се соочуваат со тие проблеми, а не знаат како да помогнат. Така. Можеме ли да им дадеме на нашите гледачи некој попластичен пример како самите да откријат или барем да почнат да се сомневаат дека имаат дислексија? Ајде еве да почнеме од раната школска возраст, така, кога децата почнуваат да читаат, да се изградуваат. Секој проблем што ќе го приметат кај некое детенце, дека има било каков проблем со читањето, не чита со доволна брзина на која што се очекува за таа возраст. Скока букви, после не може да заврши реченицата, нагаѓа зборови, ќе ги види првите две букви од зборот, ќе каже нешто што му личи на тој збор. Тоа све се знаци на дислексијата. Знаци кои што може да покажат дека тоа дете има дислексија. И апелирам до сите родители, дислексијата не е ништо страшно. Значи нека се соочат со проблемот, нека ни сконтактираат. На интернет ги има сите наши контакти, слободно може да се јават. Ние ќе им дадеме совети како и што треба да направат во однос на таа појава, бидејќи доколку дислексијата не се диагностицира, не препознае, не се открие. Сепак е многу груб зборот. Да, диагностицирањето е повеќе медицински, доколку не се открие навремено, може да направи големи фрустрации кај личноста. Значи,
Јас сум успеал да се изградам, сум го истерал патот, меѓутоа има деца кои што секој различен карактер, кои што можеби понатак ќе се повлечат во себе, се створат многу големи фрустрации кои што понатака во животот може да им пречат многу. Так. Споменавме дека кај нас и нема толку стручен кадар кој што може да им помогне на оние кои што имаат проблем со дислексија, може да побараат логопед, меѓутоа можеби најдобриот совет е да се обратат и кај вас, па вие да ги насочите кон... Да. Морам да признам дека во однос на стручните лица кај нас имаме дефицит дефинитивно, затоа што секаде во развиените земји каде што дислексијата се работи повеќе од 70 години, со оваа проблематика се занимаваат лица кои што се обучени по различни методи за дислексијата. Не се третира никако од медицинска гледна точка. Кај нас до некаде логопедите се стручни, не велам не, затоа што има логопеди кои што се посветиле на таа на обуки за дислексијата. Може да помогнат. Мој совет лично е нека се обратат во здруженијето кај нас. Ние ги нудиме сите можности кои што се во Македонија за ова појава. Оние кои што ќе посакаат да бидат членови на здруженијето, дали може да ви се приклучат и како? Секако, нашето членство досега брои околу 400 членови, така што отворени сме цело време за нови членови. Чланарината не се наплаќа. Секој кој што сака може да нас контактира во нашата затворена група на Facebook, стои пристапницата која што може да се пополни за членство во здруженијето. Едноставно може да впишат на Facebook Здружение за дислексија Ајнштајн и ќе се појават сите на оваа интернет страница, односно на страницата на Facebook ќе се појават сите информации кои што нашите гледачи би можеле да ги искористат доколку имаат проблем. Зборувавме од прилика за личното искуство. Се шегувате ли на своја сметка кога ќе забележите дека имате проблем? Да, дефинитивно. Секој ден на работа пишувам нешто, сите ми се смеат, како може да си толку многу дислексичен, како може толку да грешиш, ништо да не приметуваш. И не забележуваш сами? Не, воопшто. Правевме годишен извештај за здруженијето, полн со грешки, кои што не ги приметувам, па морам да ги праќам кај другите колеги, све да прочитаат од поново, за може да сватат каде има грешки направени или не, бидејќи јас стварно нема да ги приметам. Во ова модерно време, кога постојано куцаме дали SMS порака, дали контактираме со некого на Viber или на Facebook или на кој да е некоја од тие сите платформи за дружење, наоѓате ли често на проблем? Можеби поспоро куцате од останатите или... Не, брзо куцам, нема проблем со куцањето, меѓутоа... Не зборувам само лично, општо зборувам за... Различно е рачното пишување, различно е куцање на компјутер, Viber, било што. Немам проблем со брзината на пишување, меѓутоа со грешките кои што ги правам имам проблем бидејќи не ги приметувам. Еден дислексичар ги забележува грешките на друг? Не. Зависи, секој е различен. Можеби не, ако јас го немам тој проблем со тие букви, може ќе го забележам, ќе забележам грешката, меѓутоа конкретно зборувам за моите грешки, немам шанси да ги приметам. Меѓутоа, веројатно тоа го доживувате, така би требало сите да доживуваат, како една поведра страна на да се заврти сето тоа на шега. Нешто како забавно нешто кое што не представува никаков проблем. Не е страшно ако сгрешиш две букви во текстот или така. Она за кое што јас често се шегувам е, бидејќи носам очила или контактни леки, често се шегувам доколку не можам да прочитам некој знак или некој оглас од далеку. Претпоставам дека истото се случува со вас. Така. Да се навратиме кон досегашните проекти. Споменавме дека, односно не споменавме, меѓутоа ние разговаравме за тоа дека претходно не постоело друго здружение за конкретно за дислексија. Постоја здруженија кои што ја третирале во одредени моменти дислексијата, меѓутоа веројатно не континуирано и недоволно. Што е она што забележувате дека досега успеавте да го постигнете? Што е она што недостасуваше кога го формиравте здруженијето? Кога се формираше здруженијето, општо недостасува било какви информации за дислексијата. Немаше ништо. Барем зборувам од моето искуство, од искуството на моите родители, кои што мислам дека апсолутно све пребаравме за дислексија, не најдовме на ништо. Сега мислам дека голем дел од граѓаните ги прашате што е дислексија, веќе знаат. Значи свесноста ја подигнавме на многу високо ниво, недоволно, треба уште многу, меѓутоа успеавме терминот дислексија
е познат, луѓето знаат што е. Понатаму ги направивме првите истражувања за запознаеноста на наставниците како клучна талка во Синџирот. Така. Колку се запознаени со терминот дислексија. На првите истражувања беа дека наставниците се многу малку запознаени за оваа проблематика. Понатака како течеа нашите кампањи веќе познавањето се зголемува. Здруженијето во месец мај го доби првиот проект поддржан од градот Скопје, кој што се спроведе во 2 средни училишта. Целта на проектот беше да се направи истражување колку дислексијата е застапена меѓу средношколците. Тоа е прво истражување од таков тип кај нас. Бројките излегува дека вкупно сумирани и македонски и албански паралелки, процентот е 17%, вкупно 17% од средношколците во тие 2 средни училишта имаат. Тоа е навистина голем број. Дислексија, да. Така. Бројка на која што би требало навистина да се треба да се обрне внимание, бидејќи 17% е навистина голема бројка. Во јули месец го добивме и вториот проект кој што е поддржан од USAID, спроведува преку фондацијата Отворено општество Македонија. Во тој проект е предвидено истражување во 3 општини, во сите основни училишта од 3 општини во Република Македонија. Предвидени се исто така и работилници каде што наставниците ќе бидат обучени, да кажам на некој начин, како да препознаат дислексијата кај учениците и како да им помогнат на истите. Исто така, сега во месец февруари, преку тој проект, во Македонија за прв пат ќе дојде странски експерт од Ирска, кој што ќе зборува какви се практиките за дислексијата во Ирска и симптомите на дислексијата и како треба да се постапува со учениците кои што имаат дислексија. Таа презентација ќе биде наменета за представниците од Министерството за образование, Државниот испитен центар и Бирото за развој на образованието, како и сите директори и педагози од општините кои што се опфатени во самиот проект. Во тек и онаа кампања која што ја споминавме неколку пати, која што постојано се одвива на Facebook, кои се плановите во врска со ова? Кампањата, таа не е всушност нова кампања која што ја започнавме во месец октомври, бидејќи октомври е месец за подигнувањето на јавната свест за дислексијата во светски рамки. Се активираа многу познати личности од Република Македонија. Кампањата се нарекува Јас знам што е дислексија, каде што ги информираме за дислексијата, па преку нив да се информираат уште повеќе личности што представува дислексијата и дека не е ништо страшно. Кампањата ќе се трае константно. Како се приклучува кон кампањата правиме нови видеа, го снимаме, ги пуштаме во етерот и така планираме до овој месец октомври од 2016 кампањата да си трае константно. Така. Ми споменавте дека добивте поддршка и за неколку наредни проекти, да ги информираме гледачите и што е она што ќе го работите понатаму? Сакаме сега во брзо време да се формира координативно тело за дислексија, каде што ќе може со повеќе стручни лица да се дискутира на оваа тема и да се направат политики како да се помогне во справувањето со дислексијата. Неминовно е дека дислексијата треба да влезе во нашиот закон како посебна тешкотија во учењето, како што тоа е во сите развиени земји, бидејќи на некој начин имаме дискриминација на лицата кои што имаат дислексија заради тоа што при екстерното тестирање се обезбедува читач за децата со дислексија, меѓутоа на добра волја на наставникот. Нема обврска да го обезбеди тој читач. Потоа проблем е давањето на белешка. За да се обезбеди тестатор на самото екстерно тестирање, треба да се донесе во училиштето белешка дека детето има дислексија. Так. Кој што нема доволно стручни лица кои што може да издадат таа белешка, ниту пак има, барем според мене, според ставот на здруженијата, нема никаква потреба од медицински третман на дислексијата. Истата оваа ситуација која што споменавте, колку се разликува во некоја од соседните земји, барем овде некаде кај нас во близина? Во Грција дислексијата се работи веќе подолго време. Таму има повеќе обучени лица за дислексијата. Законски е до некаде регулирана. Во Република Србија исто така е на повисоко ниво
Од кај нас? Од кај нас, затоа што е влезена во законот, меѓутоа само во законот за високо образование. Студентите кои што имаат дислексија имаат поволности. Во Хрватска Сдруженијето за дислексија е формирано, мислам дека, да не изгрешам, мислам дека 92 година, каде што исто така веќе многу подолго време се работи оваа проблематика. Зад нас единствено заостануваат Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Така. Доколку би требало да се угледаме на некој, која земја би ја посочиле како пример и кои се тие примери кои што би требало да почнат да се применуваат кај нас? Обично сакаме да се споредуваме со со некои странски градови, земји и култури. Може би многу идеалистички, меѓутоа според мене Соединетите Американски држави се тие кои што се пример. Се пример за како се работи дислексијата таму. Најнормална појава, појава која што сите разбираат се среќни дека имаат дислексија затоа што знаат дека тоа носи одреден талент со кој што ќе успеат во животот. Ги прави едноставно поразлични. Да. Така. Имаме гледач кој што веројатно сака да постави прашање, можеби да сподели искуство со нас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, вклучени сте во програма. Слушам и разговарате само како се дешава тоа. Интересира, имам внука една што слабо чита и да ми објасните како да ја помогнам. Така. Веројатно гледачката се исклучи, јас сакам да прашам на која возраст е девојчето. Така, да. Така. Господјата не кажа ни како се вика, така што вака ќе ве собратам. Мислам дека побарајте го или запишете го еве доколку можете. Можеме да го споделиме телефонскиот број, така. 070 688 885. Така. Нека ме сконтактира господјата, јас ќе ви објаснам за сега да не разлабочуваме многу, ќе ви објаснам како може да се помогне. Така, имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, среќен ден. Повелете доколку имате прашање. Ало? Повелете, ве слушаме. Дали ме слушате? Ве слушаме одлично, слободно зборувајте. Дали не слушате вие? Ве слушам, да. Повелете, слободно зборувајте. Предпоставам сакате да прашате нешто. Не, посебно прашање него да коментирам сакам. Така, повелете. Така. Во врска со ова разрешувањата, случувања кои најновите, нели? Добро. Крајно време беше веќе, нели? Да се дојде до овој момент и треба промена во Македонија. Ти гледам тука разрешување на директори и така натака, па што се директорите не се вечни. Мора да има промена, за да има пазете, за да има напредок треба да има промени. Мене ќе ми дозволите да ве прекинам бидејќи претпоставувам зашто зборува гледачот. Таа емисија во која што би сакале и би можеле да прокоментирате малку подоцна во попладневните часови, сепак овде зборуваме за нешто што е сосема различно од она што се случува, а вие го коментирате. Зборуваме за дислексијата, имаме само неколку минути до крајот, доколку некој сака да се јави да постави прашање. Еве можеме уште еднаш да го кажеме телефонскиот број доколку гледачката не го запиша, сите оние кои што сакаат да се консултираат. 070 688 885. Телефонскиот број го има и на Facebook страната, така што едноставно можат на Facebook да побараат сите оние кои што би сакале да се посоветуваат. Предпоставувам дека има многумина кои што се срамат од тоа да признаат дека имаат нивните блиски, нивните деца дислексија или можеби самите се посомневале па се срамат да признаат. Кој е советот кој што би им го... Сепак еве прашањето ќе почека бидејќи имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. А втор пат го гледам господинот. Така? И мислам дека конечно најдов некој излез за внук ми. Ме интересира контактот, јас не баратам со интернет. Така? Како да воспоставам контакт? Еве да го повториме уште еднаш телефонскиот број, така? Ве молам, зашто јас на телефон не сум на... Еве слободно запишете, сега Дамјан ќе го каже телефонскиот број на кој што можете да го побарате. 070 688 Да. 885.
Кое време ве молам да не ви пречам? Во било кое време може да ме побарате, не е никаков проблем. Дамјан, многу ви благодарам. Нема на што. Доколку да нема забуна, значи ова е телефонскиот број на кој што можете да го побарате Дамјан Николовски, председател на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Оние кои што еве ќе споменеме, него запишуваат телефонскиот број едноставно на Facebook, нека напишат Сдружение за дислексија Ајнштајн и ќе ги добијат тука сите, буквално сите податоци. Веќе сме кон крајот на емисијата, јас поставив прашање кој што се надевам ќе им помогне на оние, меѓутоа еве повторно ќе почнеме. Имаме повторно гледач на моје задоволство. Добар ден. Добар ден. Гледачот за жал се исклучи, меѓутоа еве да го одговориме прашањето. Оние кои што јас ќе го повторам, оние кои што се посомневале дека можеби имаат проблем со дислексија или се сомневаат дека нивните дечиња имаат проблем со дислексија, а едноставно се срамат да го признаат тоа. Кој е најдобриот совет? Од лично искуство секако. Од досегашното искуство воопшто во оваа работа, кога личноста ќе дознае дека има дислексија, не се срами. Чувствува олеснување. Јас зборувам конкретно за мене и за другите кои што дошле во Сдруженијето. Меѓутоа имаме проблем кај родителите, кои што често се случува дека да се срамат од своите деца и моето дете е поразлично, нешто се случува со моето дете, па тоа го кријат. Со тоа прават само многу поголема штета за било кој проблем, не само за дислексијата. Треба да се зборува јавно за тоа, треба да се признае сам на себе дека детето има дислексија, бидејќи не е, како што кажав неколку пати, не е ништо страшно. Самите оние светски познати личности се доказ дека дислексијата е дарба, а не е некаков проблем. Еве јас ќе ги споменам дел од тие генијалци кои што имаат дислексија, конкретно за оние родители кои што можеби се срамат од своите деца, едноставно нека им текна на Леонардо да Винчи, на Винстон Черчил, на Моцарт, на Бетовен, на сите тие. Честопати, веројатно Моцарт, честопати го нарекувале луд генијалец, меѓутоа станува збор за луѓе кои што на вистина постигнале во она што го правеле неверојатни резултати, така што веројатно овде би требало да заврши срамотото. Така, дефинитивно. Од дислексичарите. Така. Споменавме неколку пати каде може да ве побараат сите оние кои што ќе посакаат. Споменавме дека можат сите кои што се заинтересирани да бидат член на Сдруженијето. Што би им порачале на крај на гледачите? Јас би порачал да сите гледачи кои што сака, нека се активира во Сдруженијето, нека се активира во кампањата на подигнување на јавната свест, бидејќи тоа е од најголемо значење за оваа појава моментално. Јавната свест за дислексијата мора да ја подигнеме на уште повисоко ниво од тоа што е сега. Значи, и пак ќе кажам, дислексијата не е ништо страшно, туку тоа представува само дарба. Така, едноставно нека се подсетат на овие славни личности и на вашето мото јас имам дислексија, ништо страшно. Така. Благодарам за ова гостување, верувам дека беше навистина корисно за нашите гледачи, ќе ги поттикнеме едноставно да побараат совет, да побараат помош, да споделат искуство и да побараат некој со нив да сподели искуство и едноставно да престанат да се срамат. Благодарам за ова гостување. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, мене ми е секако задоволство што повторно бевте со нас, не следевте, не се одвоивте од малите екрани, продолжете така, останете на програмата на 24 вести, ние сме тука за вас во текот на целиот ден. Довидување.